Последиците од врнежливата пролет и проблематичната производствена сезона годинава подеднакво ќе ги почувствуваат земјоделците и граѓаните. Кај многу култури ќе има големи потфрлања во родот и приносите, што ќе се одрази врз цените на земјоделските производи на пазарот. Поради актуелноста на жетвата на житата, летово на ниски откупни цени на пченицата, јачменот и други култури се жалат токму овие производители. Иако представниците на двете страни договори откупни цени од 13 денари за килограм, поради несоодветен квалитет и други фактори, на теренот производството се вреднува за 20 до 30% поевтино. Тоа ќе им ги намали приходите на земјоделците кои се жалат дека одвај ќе ги покрие трошоците во производството. Среќна околност е што годинава родот е и побогат од вообичаеното, па тоа може колку толку да ја спаси ситуацијата. Тоа за ченица е чемен тешка работа. Нема ништо, тоа глупците јадат само за нас нема ништо. И не треба да сееме, уопште не треба да сееме. Слаб е ептено слаб. Ептен 9 динара ченица кога е било никош пат. И тоа 6 на 100 одбиват. Тоа никош пат не е било. Квалитетот е добар. Добар е квалитетот. Само нема откуп те тоа. И 10 декара ченица, тоа е 3 тона ченица, нема кој да ги земе и тие. Иди у жито орес, дават 2 динара, 6 на 100 одбиват. Иди у Чишиново и тие исто така. Шо тоа пропаѓа се. Ја друга година неќам ни да сејам ништо. Нема потреба да сејам. Инаку, поради честите врнежи и зголемената влажност кај зрната, дел од земјоделците се уште не ги ожнееле целосно своите површини, особено на повисоките места. Тие велат дека тоа негативно ќе се одрази врз приносите и квалитетот. И во такви услови во Кочанската котлина, овогодишната реколта ќе надмине 30.000 тони жито.